Како да се препознае и спречи врсничкото насилство? Доста актуелна и важна тема која особено ги засега децата од училишна возраст. А како најдобро ќе се информираат и едуцираат децата, ако не во самото училиште? Група ученици кои се врснички едукатори од основното училиште Гоце Делчев Тетово го сторија токму тоа. Преку едукативна интерактивна работилница ги запознаа своите соученици и врсници со темата, а се запознаа и меѓу себе. Кристина музичар. Јас сум Андреја и играм одбојка. А ти че играм одбојка? Уња мадале да кам че програмира. Јас сум Зелена и сакам да играм. Онија видите на трамполин. Онија видите да кам че да џој музика. Работилницата беше целосно осмислена и реализирана од самите ученици, кои преку содржини на македонски и албански јазик испратија силна порака за важноста на меѓусебното почитување, разбирање и поддршка. Преку лични сведоштва, практични примери и драматизации на секојдневни ситуации, учениците објаснуваа што представува врсничкото насилство, како се манифестира и кои се неговите најчести облици. На интересен и непосреден начин, тие покажаа како да се препознаат ваквите појави во реалниот живот, но и како правилно да се реагира и да се побара помош кога некој ќе се соочи со нив. Имам чест да ја додадам Гран При наградата на тимот кој што, да кажеме, постигна најдобри резултати на овој настан и исто така да кажам дека ќе добиете една годишна стипендија учениците кои што победија во нашите edukativни центри на издржавата, затоа ќе се договориме понатаму, за да може да го продолжат сето ово учење бесплатно една година. А тоа е тимот кој што е победник или ја добива Гран При наградата, тоа е тимот Балтета.
А уште еден голем успех забележа и учениците од трето 3 оделение. Обединети во тимот Балтепе блеснаа на инспиративниот хакатон Innovative for Europe, освојувајќи ја највисоката награда Grand Prix, како и признанието за најдобра презентација. Зад овој успех стои посветената работа на нивната наставничка, Сонја Трифуновска, која неодамна се стекна со највисокото звање во образовната професија – наставник-советник. Незината огромна доверба во учениците, креативниот пристап во наставата и постојаната поддршка се значаен поттик за развојот на младите таленти. Таа ни ги кажа сите информации поврзани со настанот. На надпреварот Innovation for Europe, што е хакатон, аплициравме со учениците, иако беше за ученици од 10 до 16 години, сепак учениците, иако со 8 години, со 9, може да кодираат, сметав, и не примија на хакатонот. Процесот беше долготраен, траеше неколку седмици па до месец дена, каде што учениците применуваа најпрво дизајнерско размислување, каде што мора да изберат проблем на кој што ќе работат. Откако го избраа проблемот, потоа нацртаа како ќе изгледа дигиталната игра и според тие цртежи започна кодирањето. Тимот се вика Балтепе и брои 5 ученици и секој ученик си имаше своја улога во тимот. Имаше, значи, истражувач, тој што кодира, што дизајнира, тој што е одговорен за презентирање. На хакатонот имаше 9 тима од целата држава. Се представивме во најубаво светло, навистина беа и присутните жири комисијата изненадени заради возраста на дечињата, меѓутоа и нивните можности колку се големи и презентацијата им беше многу впечатлива и заради тоа добивме 2 награди. Првата награда беше за најдобра презентација на хакатонот и ја добивме главната награда Grand Prix на Innovation for Europe. И децата си имаат награда, една годишна стипендија од STEM Innovation and Robotics Academy, каде што можат да одат, значи, една година бесплатно да ги посетуваат тие часови. Тука можам да го споменам и иницијаторот и поддржувач на програмското размислување, кодирање и роботика, Гордан Натанасов, кој што исто така беше дел од жири комисијата и кој што ни обезбеди вакви прекрасни награди за дечињата за да можат да продолжат со нивното образование. Сметам дека и кодирањето, роботиката, дизајнерското размислување, критичко, креативно размислување, овој хакатон се тоа го опфати и дека децата можат многу да постигнат, само треба наша мотивација и насочување. Овој проект е исто така поддржан и од SmartUp и исто така од Code Week Europe и секоја година нашето цело оделение учествува на недела на кодирањето, каде што започнуваме со ситни чекорчиња да одат по кодирањето, меѓутоа еве имаме и вакви впечатливи резултати како резултат на нивното знаење, нивните дигитални вештини, дизајнерското размислување и добивме едно иновативно решение, а тоа е дигиталната игра Херои на детските права. Во моментов сега сме ја дали играта да ни биде одобрена од Play Store, за да може да ја играат дечињата каде и да се низ државата, понатаму ќе ја преведеме за да можат било каде во светот да ја играат. Ништо нема да биде целосно доколку самите херои не ни кажат за нивниот успех. Михаил Младеновски, Стефанија Ивановска, Лена Спировска, Михаил Митрушевски и Ана Ристовска од Трето 3 се младите иноватори. Стефи ни објасни како дошле до идејата. Прво, почнале да истражуваат. Прво, запишувавме проблеми на стикери и ги лепевме на таблата и избравме еден проблем што децата не си ги знаат своите права и не знаат да реагираат во одредени ситуации. Ние сакавме да го решиме овој проблем со дигитална игра, дека беше иновативно решение, дека децата ги сакаат дигиталните игри и затоа сакавме да направиме дигитална игра. Почнавме со кодирање, со главниот на кодирање Михаил Младеновски. Он кодираеше и ја оживеа игра, нашата игра, Херои на детските права.
Нашата игра е лесна и интересна и исто е добро решение за децата што не знаат да чита, може да пуштат аудио и да слушаат приказните. Лена ни кажа како ги креирале цртежите. Сите цртежи ги цртавме со ножи, па потоа користевме чарчите екранове и замени за да добиеме дигитални цртежи кои ги додававме во играта. Ана пак ни раскажа како се игра играта. Играта се игра како што има приказни кои се на аудио и се читаат и секое право во играта е прекршено и детето треба да му помогне на главниот лик. Михаел е главниот во кодирањето. Чекор по чекор ни објасни се. Најпрво стававме копче старт, за да кога ќе се стисне, може во кодот да се направи на другиот екран. И кога ќе одиме на другиот екран, ова е текстот за градот каков бил пред херојот да настане што треба да им помогне. И исто овде имаме аудио за кога ќе се стисне, го прави ова да се слуша за деца што не знаат да читаат. И кога ќе се стисне ова, носи на третиот екран. И овде играчот треба да избере дали сака машки херој или женски херој. И ако одбере женскиот, ќе биде една варијабла, командата варијабла ќе биде 1 и ќе се стави на следниот екран. Ако одбере машкото, истото се случува и се става на следниот екран. А овде следниот екран, кога ќе се стисне дали сакаш да избереш женско или машко, овде се појавуваат слики женско или машко, кој си го одбрал. И овде има аудио за да се види дека е ниво 1. Кога ќе се стисне ова, во кој има некаде овде, носи на следниот екран, на 5-тиот. И истото, ова е текст за првата приказна, има аудио, има копче продолжи, за кој ќе се стисне да однесе на вториот дел од приказната. И вториот дел е ова, вториот дел од текстот и исто има аудио, има копче помогни му на Марко. И кога ќе се стисне тоа, носи на следниот екран што треба да размислиш и да избереш опција. И има опции и ако одбереш неточно, ќе звучи неточен звук. Неточно ако стиснеш. И ако стиснеш точно, ќе звучи како точен звук и ќе се појави правото на детето. И кога и за другите нивоа стискаме duplicate, секој екран од првото ниво и стискаме duplicate
го менјаваме да биде ниво 2 и текстовите ги менјаваме и сликите. И на последните има пехари и дали си го одбрал женското или машкото, исто има аудио. Овде треба да пишува колку поени има. Исто има копче игра и повтор. Затоа ако го кликнеш, ќе се направи све од почеток и ќе можеш да ја играш пак играта. Има и сребрен, има и златен пехар. А сега погледнете го и делото на дечињата, како се игра играта Херои на детските права. Херој на детските права! Градот се појавија проблеми, бидејќи децата не си ги знаат своите права. Не знаеја како да реагираат во одредени ситуации, затоа понекогаш чувствуваа страх. Тага и беа повредени. Ти се избраниот херој кој треба да им помогне. Ниво 1. Наставство во училиште. Марко е тивко дете, кој секој утро доаѓаше на училиште со надеж дека денот ќе биде подобар од претходниот. Но тоа ретко се случуваше. Во неговото одделение имаше деца кои постојано му се подсмеваа. Го нарекуваа со лоши прекари, му ги криеа нештата и го тепаа. Еден ден ситуацијата стана уште полоша. На големиот одмор, кога сите деца излегуваа во училишниот двор, неколку деца почнаа да го клоцаат Марко, а едно дете му стави сопка. Марко падна по скали и се расплака. Едно од децата му шепна: "Пст, тешко тебе ако кажеш на друг. Помогни му на Марко." Размисли и избери опции. А. Ќе му кажам на Марко да молчи за насилниците. Б. Ќе го советувам да им врати на насилниците со насилство. В. Ќе му помогнам на Марко да го пријави насилството на наставник или педагог за да побара заштита. Овој одговор не е точен. Молчењето не го решава насилството, обиди се повторно. Овој одговор не е точен. Насилството не се решава со ново насилство. Така само ќе се влоши ситуацијата и ќе се зголеми насилството. Обиди се повторно. Точен одговор. Браво! Успеа да му помогнеш на Марко да го реши проблемот со насилството. Право од Конвенцијата за правото на детето. Секое дете има право на заштита од сите форми на насилство, злоупотреба и запоставување. Ниво 2. Амра сака на училиште. Амра е девојче со една голема желба, многу малото каде што живе. Таа желба тешко ќе може да се исполни. Таа многу сака да учи. Секој пат кога ќе поминеше покрај училиштето, застануваше и гледаше како другите деца влегуваат во учениците со тетрадки и насмев. Но Амра ретко имаше можност да биде со нив. Нејзините родители секој ден излегуваат на улица да просат, а ја зема и неа со себе. Таа стоеше со часовите, тивка и уморна, додека луѓето поминуваа и ја оставаа по некоја паричка. Понекогаш и беше срам, понекогаш и беше студено, а најмногу и беше жал, што не е на училиште. Тетрадките што ги доби еднаш од учителката стоја настрана, затворени и прашливи. Амра често ги гледаше и тивко велеше: "Јас сакам да учам, сакам на училиште, помогни и на Амра." Размисли и избери опции. А.
Амра треба да ги замоли непознатите луѓе од улица да ѝ помогнат. Б. Амра треба да побара помош од наставник, педагог или социјален работник за да може да се заштити и редовно да дојде на училиште. В. Амра треба да продолжи да проси со своите родители, затоа што така му помага на семејството, а училиштето може да почека. Овој одговор не е точен. Барањето помош од непознати луѓе може да биде опасно и не е сигурно решение. Опити се повторно. Овој одговор не е точен. Амра не треба да проси наместо да оди на училиште. Ако училиштето почека, Амра ќе изгуби важни знаења и можности за подобра иднина. Обиди се повторно. Точен одговор, браво! Најправилно е Амра да побара помош од наставник, педагог или социјален работник. Тие може да ја заштитат и да ја помогнат редовно да оди на училиште, како и сите деца. Право од Конвенцијата за правата на детето. Секој дете има право на образование. Образованието му помага на детето да стекне знаење, да се развива и да има подобра иднина. Никој не смее да го спречи детето да се образува. А како да не течат солзи и радосници за ваков голем успех на овие златни дечиња и нивната наставничка? Еве, Михаел Митрушевски ни го потврдува тоа. Имаше 9 тима и ние од еден од нив имавме една диплома за најдобра презентација и една главната Гран При награда за прво место и не се ова наградата беше за цела година. Таму да учиме роботика за бесплатно и кој добивме прво место, ја од среќа заплакав. Зарем ова не е доволен доказ дека кога знаењето, креативноста и тимската работа се спојуваат, резултатите се навистина извонредни. Овој успех е гордост не само за училиштето, туку и за целата локална заедница. За сите нас, кои се радуваме и веруваме дека со вакви деца иднината ќе биде блескава.
Јас сум Максим Ристовски, имам 9 години, учам во Основно училиште Гоце Делчев. Мене омилени предмети ми се хемија, физика и астрофизика. Денеска ќе ви презентирам интересни факти за Јупитер и црни дупки. Дали сте знаеле дека Јупитер со неговата гравитација ги изфрлува астероидите што имаат шанса да настане погодат и е најголема планета во сончевиот систем. Исто така има една како црвена точка што е всушност бура која трае над 300 години и за неколку стотици години таа бура ќе ја снема и веќе ќе нема црвена точка на Јупитер. Исто така таа е гасовита планета. Најмногу се содржи од гасот водород. Црните дупки се единствените нешто што можат да идат побрзо од брзината на светлината, бидејќи имаат негативна маса, како што знаеме, се што има маса или позитивна маса може да иде само брзината на светлината, а тие имаат негативна маса и затоа можат да идат побрзо од брзината на светлината. Можат да шмукуваат побрзо од брзината на светлината. Исто така има како пример си бил близу до црна дупка и таму прошло 1 година, а на Земја прошло 5 години или повеќе. Тоа зависи од јачината на црната дупка. Најголемата црна дупка што ја имаме откриено е Тон 618, што се наоѓа 3.3 светлосни години од нас и има црвени прстени, не како Сатурн, туку тие се од нештата што ги шмукале и што останало. Јас сум Дамјан Јовчевски, имам 6 години, учим во училиштето Гоце Делчев. Јас сум прво оделение, вежбам во алфа, дека многу ми е убаво и ќе ви покажам неколку удара. Добар ден, јас сум Кристина Стојчевска, учам во Основното училиште Гоце Делчев Татово, 8 оделение сум, имам 13 години. Добар ден, јас сум Дарија Матиевски, учам во Основното училиште Гоце Делчев, 13 години, во 8 оделение. Ние од кога сме мали многу сакаме да цртаме и да сликаме. Ова се некои од нашите цртежи. Јас најмногу сакам да цртам со техника со водење. Јас многу сакам да цртам со темперни бои, исто многу сакам да цртам природа. Јас сакам природа да цртам. Сакате да се бавите, можеби кога ќе бидете големи професионално со сликање? Може не професионално, ама како Како хоби. Хоби.